Сосема одлична тема за многумина и рековме со Стефан Кирков, кога ќе бидат горливи и интересни темите, буквално на кажешки да се обработат, ќе ги обработиме и во Телма 5, така ќе биде денес. Ти благодарам на темата и за присуството што секогаш си тука за гледачите и за едукација, и за задоволство, и да им поднесеш и хармонија вистинска, што повеќе. Благодарам, ја веќе се сеќам како дома, така да секој гостување ми е чест и благодарам на поканата. Морам да им откриам нешто на гледачите, дека сношти си имал убава вечер. На свет донесете нови 6 кученца? Нови 4 кученца. Нови 4. Да, од расата француски булдог имавме нека тешка вечер, царски рез. Сега за сега добро се држиме. Така сега се фала Богу, се е супер. И мајката и децата се изморени, но ќе биде се окей. Тие ќе бидат здрави, може презентирани во некои следните изданија, само додека стекнат имунитет. Дефинитивно само да се здрави и живи. Ми рече дека ова е прво легло во кое што е успешно за прво легло за мојата најтрофена кучка која е успешно. Лара. Шампион на 9 земји, најтрофен француски булдог женка во Македонија во историјата на македонската кинологија. Шампион на Сан Марино, шампион на Италија, шампион на Црна Гора, млад шампион на Македонија, стар шампион на Македонија, на Србија, така да една од потрофените женки. Ова е прво легло веќе на нејзината 6-та година. Вадиме прво легло, до сега не бе успешни парењата, така да јас сум малку возбуден и чекам убави вести секој ден да ги гледам малите како пркнуваат од ден на ден. Како не, за француски булдог, а и бога ми за остатокот од расите кои што ги донесе си вистински професионалец, меѓутоа не постои тема со која што јас и посеодетно би разговарал во случајот ако не е тоа со тебе. Внимание при набавка на кучиња, за конкретно ќе говориме и за фармите кои што се ни Балканот и фантастични видеа и фотографии подготви за гледачите. Чисто и ќе ги објасниме. Што би значило тоа фарми на Балканот? Тоа се повторно на некакви стационари од каде што може да се згрижува? Так, за жал овој бизнис со расни кучиња е премногу застапен кај нас на Балканов. Во земјите Црна Гора, Србија, Унгарија. Унгарија сметам како исто како земја во која постојат тие фарми на кучиња кои не се легални. Станува збор за нерегистрирани одледувачи, диви одледувачи кои не пазат на репродукција на кучињата и на квалитетот на расата и здравствената состојба на кученцата, него прават само постојана репродукција на малите, односно вадење на кученца, парење на женките ради бизнис интереси, затоа што тие кученца се скапи во Европска унија и они само прават репродукција. Тој, да кажам, можам само да го наречам, криминал е многу застапен, доаѓаат луѓе од поскапите земји, комплетно доаѓа од Италија, од Германија со комбе, ги купува сите кученца од таа фарма и ги препродава во земјите каде што може да добие цена. За жал тоа почесто се случува и во Македонија. Затоа сакавме да ја разработиме оваа тема. Има лоцирани неколку селишта такви? Во Македонија немаме лоцирано, меѓутоа можеме да пазиме. Јас стално го кажувам тоа што го мислам и тоа што го гледам, без разлика дали потоа ќе бидам критикуван или не. Ако приметиме на еден оглас, да речеме на огласиве што се во Македонија. Да речеме сега нови собственици си бараат, да речеме гледате дека има исти телефонски број и повеќе раси на кучиња. Тоа веќе не станува алармантно. Не станува збор за некој што е регистриран да ги чува како раси. Добро. Меѓутоа, значи тие се кученца кои доаѓаат од некаде. Да, има луѓе кои се занимаваат и како мене со продажба и препродажба на кучиња, меѓутоа затоа ја крсивме темава внимание при набавка на кучиња, затоа што ние мораме да ги добиеме соодветните гаранции од оној кој ни го продава кученцето. Тоа значи кученцето да има прекрасна генетика, односно да е педигрирано и ние да го имаме педигрето на увид. Треба да има пасош, треба да има микрочип, да знаеме од каде доаѓа и кој стои позади него. Многу е лесно вие да одберете кученце и да го најдете погласиве на некоја примамлива цена. Меѓутоа, што се случува, Марче, како мали кученца сите се убави. И ние не можеме да познаеме дали кученцето е здраво, право или па носи нешто позади кое ќе се одрази после третиот месец. Како јавувам, до 3 месеци ќе биде померанец и потоа ќе ви смене во голем пинч кој ќе порасне до 4-5 кг и тоа е некоја раса која не е позната. И не е одлика, да речеме, ако бараме веќе расни. Веќе во земјите членки од Европска унија се воспостави таа полиција за животни. Полиција има така? Да, која ги лоцираше конкретно, јас испратив фотографии во Унгарија, нелегални фарми, кај што
за жал, јас имам информација дека дел од таа фарма веќе има репродукција, има синџир и во Македонија, каде што апелирам до сите надлежни институции и тоа како да го проверат истото. А лоцирана е уште еднаш во Србија? Она е во Унгарија. Во Унгарија. Значи во Унгарија и помал дел во Србија, наке во Војводина тој предел надека. Така. Таму каде што малце нели тие предели се малце посиромашни и народов буквално се занимава со одедување на кучиња. Има многу лиценцирани и успешни одедувачи кои ги гледаме по изложби и имаат стварно квалитет, но за жал постојат и овакви диви фарми на кучиња кои верувај таа слика, ако претходно зборивме дека Вардариште е куќата на стравот. Јас би сакал од режија само да ги побарам и инсертите, чисто да погледнете за што всушност станува збор. Да, условите кои што ги погледнав на фотографиите се навистина. Ова е значи ова е веќе далеко од тоа, го гледаме клипот како полицијата буквално открива таква фарма на дојава и реагира. Ова претпоставам дека цела екипа за да го документира сето тоа. Така, тука се вклучени и друштва за заштита на животни каде што помагаат на самата полиција да се лоцира таа фарма, да се земат кученцата кои се таму ставени само за репродукција. Можеме да видиме како се чуваат во некои мизерни услови и тоа на се личи, но не личи на некој домашен миленик. Истото го искоментирав утре. Така да јас сум згрозен од целата таа ситуација. Стално ќе бидам поборник и оној гласноговорник кој ќе апелира на тоа. Јас продавам кучиња, мојот сајт се вика Купи миленик. Меѓутоа и кај мене има грешки, но ненамерни. Секој кој работи има грешки. Се сложувам. Кај мене се случува да каснат педигриња, да каснат пасоши. Меѓутоа секогаш кученцето кој е дошол од надвор е во склоп на расата и клиентот кој платил си го добил она што доволно тоа што го платил. Повеќе од деценија си присутен на веќе 11 година работам на набавка. Не се плашам од конкуренција, но апелирам до сите оние кои веќе купуваат кученце да пазат од каде доаѓа нивното кученце, кој стои позади тоа. Така да гледаме бигл во некои мизерни услови во Лабрадор ретривер. Ова се е далеку од ретривер, така да видите во какви кафези, во какви услови се чуваат. И овие кученце завршуваат за жал дел и во Македонија, каде што ние не знаеме за нивното потекло. Може ќе добиеме некој родовник, но прашање е дали тој е исправен. Секој родовник можете вие да го проверите во Кинолошки сојуз на Србија, во Кинолошки сојуз на Унгарија, кој во моментов Кинолошкиот сојуз на овој чао, мислам, погнете дали и ликува на чао. Меѓутоа кученцата кои ќе ги роди оваа кучка ќе личат на чао до нивната возраст, до 3-4 месеци потоа ќе бидат со големи њушки, кучиња кои нема да бидат во склоп на раст. Ова конкретно ќе споменеме дека за луѓе кои што сакаат барем дел од категорија на раси кучиња да си набават за својот дом. Јас повеќе маршам затоа што секој се занимава со вдомување на животни. Ете тоа, сакам подобро вдомете, ако не може да купите, вдомете, направете добро дело, спасете некој кученце од улица, него ли да земете овакво куче каде што верувате, живеете со дечиња дома, дечињата ќе имаат травма. Прво куче, јас гарантирам дека во себе носи заразни инфекции и бактерии кои тоа како може да бидат наследни и да ги се пренесат на луѓето. Станува збор за демодекоза, заразеност на колкови, лакти, кожни инфекции, гњавични, гливични, значи да не ме замарам со такви работи, но постојат страшни болести кои за жал може да бидат пренесени на нас и на дечињата кои нели ги зимаме кучињата за нашите дечиња. Они спијат со нив, јадат со нив, некад ќе измијат рачиња, некад нема да измијат рачиња, така да многу е деликатна работата, многу не пазиме и затоа јас стално ќе говорам преку сите портали, преку емисија како кај вас, за да се обрне големо внимание при набавка на кученца, па ќе кажам подобро да се плати малку поскапо на почетокот, но да го добиете дома она што треба да го добиете. Како апсолутно се гласам. Да, секогаш апелираме за кревањето на свесноста за вдомување на домашни миленици. Каква е процедурата да речеме за оние кои што во моментот не гледаат, а сакаат да згрижат да речеме од стационарот Вардареште и единствениот во моментот? Да, тоа ќе направи супер дел. Иако знам дека таму се стерилизирани, односно да, веќе имаме дојава дека сите кученца се стерилизирани и дека се прочистени од надворешни паразити и внатрешни. Меѓутоа јас пак сум скептик и за тоа со оглед на целото она случување кое беше во последниот период. Да, вие можете има ден за посета, мислам дека е среда во Вардариште. Може да се информирате на сајтот на комунална хигиена и на Facebook групата Вардариште, каде што можете има ден за вдомување да појдете и да видите кој кутре ви се допаѓа да си го вдомите. Пак ќе кажам, подобро да вдомите кутре, него ли да купите од овакви нерегистрирани фарми, кои за жал пак ја потенцирам
трагата носи дека дел од овие кученца завршуваат и во Македонија. За жал. Се наоѓаат на огласници кај нас на Facebook. Тоа сакам да кажам, купуваме кученце преку Facebook, а не знаеме што купуваме. Не го гледаме човекот кој ни го продава. Вели јас ќе ви го пратам по автобус. Без да биде присутен тој. Да, платете ми го преку, да речеме, Western Union, јас ќе ви го пратам кучето по автобус. Прво, което е транспорт на куче во автобус? Прва работа тоа не е пратка. Прво, дали вие сте го виделе кучето, дали сте го виделе педигрето? Еве ги тие фотографии, чинам дека ако може од режија да ни ги пуштат. Во режија каде што ќе видиме врсти на кучиња кои еве, ова се чувави, кои налекуваат на чувави, но се чуваат во надворешни услови. King Charles Шпанија чуван во шупи, во гражи, мислам, ова е све само наистина сум згрозен од овие. Мислам фотографиите се од овие слики, така да јас пак ќе кажам да не ме сватат сите погрешно. Ова гледате има сијалици, таа го грее. Мислам, ова е чивао е салмонски миленик кој тежи 700 грама, а се грее на сијалици во кафес каде што јас не би стал ни папагалче. Така да верувате да не ме сватат погрешно. Ова се фотографии непријатни, меѓутоа мораме марче со вакви фотографии за да покренеме свеста. Ја некам да ги гледам, меѓутоа само вака можеме да доволиме свеста на луѓето и на ините собственици за чисто да пазат при набавката на кученца, затоа што е многу деликатна работа. Генетиката кај животните е пресудна и ние мораме да знаеме кое куче, од каде, што носи позади себе. До чучун дедовци во педигрето не за џабе имаме. Затоа ги имаме во целосната документација. Ние не се знаеме нашата генетика толку колку што треба да запазиме на кучињата. Така да јас стоам на располагање да не ме сватат погрешно и да не купат кученце преку мене. Јас сум отворен за консултација на сите кои сакаат да купат кученце од било каде. Во Македонија постојат многу лиценцирани одгледувачници. За повеќе во различни градови. Да, значи доволно е само малце да прочепкате на Facebook или обратете ми се, ќе ве послушам кај луѓе кои стварно чуваат дома кој што треба. Ти си така во релација годинама и можам да ви ги препорачам или посетете некоја изложба, ќе видите пар луѓе од Македонија каде што се занимаваат со професионален одгој. Тоа сакам да кажам, мислам дека кинологијата и изложбите се едно од најубавите сцени каде што може да бидете во директна релација со купците, директна релација со кучето, да го запознаете нивниот карактер, да се распрашате како се чува кученце, колку внимание бара, колку кошта, колку време ќе ми одземе. Така да подобро дојдете, информирате се претходно да се разошарите сите дома. За жал, јас можам да гарантирам од моето целокупно познавање дека еве од овие кученца од овакви фарми, ако земете кученце, неговиот животен век нема да биде поголем од година и по до две. И тоа заради паразитите и за жал во марче тоа е родено на бетон, значи не е ни вакцинирано. Има лажно педигре, не знаеме дали е инцесно парење или не. Гледате на таа фарма се пуштани 10 женки со 10 мажјаци, таму се пари кои ќе стигне, нема селекција, не се пази на хигиена, така да нормално е да смртноста е кај нив 80% за жал. Доаѓаат со искривени заби, со парализирани нозе. Мислам, згрозен сум од сето она што го гледам како што стига во Македонија, што велам шкартот од Унгарија и Србија некој го носи тука, а при тоа немам институција која тоа може да го провери и да го санкционира. И сите тоа поради бизнис. За жал кинологијата стана пред се, ние гледавме како хоби, меѓутоа се во поголем дел е бизнис и овие нелегални фарми се за жал еден голем бизнис кој што кажав на почетокот е од Европска унија самите цени на кучиња го наложија тоа. Многу се радувам кога ќе го спомнеш сето тоа како нови закони кои што се да речеме приоритет и за понатаму за општество, за европските стандарди, да се некако да бидеме избалансирани со истите тие таму. Само за крај би сакал да посочам која е потребната документација која што собствениците треба да ја побараат при набавка на домашни миленици. Одлично прашање, значи пред да купиме кученце, кој што кажав, треба да се информираме од кој одгледувач го купуваме кученцето и да се малце да се информираме за него, за неговите успеси, колку легло има извадено, дали луѓето што претходно купиле кученце од него се задоволни, дали тие кученце се здрави и слично. Кученце не смее да исклучи од одгледувачница помало од 55 дена до 60. До таа возраст мора да биде со мајката и право на одгледувачот е кученцето да биде вакцинирано и ревакцинирано. Барем со првите вакцини. Првите две вакцини мора, тоа е должност на самиот одгледувач,
да го прочисти од внатрешни паразити и да има две вакцини кученцето. Првата е папи, втората е мислам дека против маче куга стенечак. Значи мора да има лиценциран пасош, подпис и печат од ветеринарот кој ја извршил вакцинацијата. Мора да има родовник. Родовникот може и да доцни, затоа што кинолошките друштва и сојузи стално имаат работа, па тие педагогија доцнат, меѓутоа мора да ги добие гаранциите од купувачот дека целокупната документација купецот ќе си ја има. Значи пред да го приберат во својот дом новиот милиник, мора да ги имаат завршено. Мора да ги имаат завршено. Најбитна не е медицинската документација. Ајде педигретот ќе не треба за изложби за парење, тоа може да доцне, но мора да бидеме ние сигурни дека еднаш ќе добиеме педигрет. Се случува доцне, тоа не е ради нас препродавачите, тоа е ради кинолошките сојузи да имаат преголеми уврски работи, стално оние кученца кои доаѓаат од надвор, педигријата доцнат. Меѓутоа пак ќе кажам, медицинската документација и тоа кака битна. Мора да има микрочип за да може легално да помине границата. Секој кученце кој доаѓа без микрочип, значи тоа кученце е нелегално внесено во Македонија. Без разлика колку тоа не е да речеме интегрирано кај нас за општеството, микрочиповите веќе се во функција од години и половина. Микрочиповите се во функција. Така... Јас сум многу голем противник во Македонија за микрочиповите, затоа што ќе кажам пак без перде на ништо, Агенција за храна и ветерина ги има увезено микрочиповите и налага да ги чипираме кученцето, но немаме никаква база ние на податоци за микрочипот. Испаѓа дека ние џабе ги травматизираме кучињата со тој врдување на микрочип кој е болна работа, за кој сепак се става баркод во кожата на кучето, така да силикон, така да немаме никаква база, ги чипираме, а немаме база на податоци каде што вие ќе најдете куче, ќе најдете број, но тој број не знаеме кој е собственикот, така да џабе сме го платиле куче, џабе сме го платиле чипот. Па јас се надевам, јас апелирам секогаш за во соработка со Кинолошкиот сојуз на Македонија, со професионално ледувачи апелираме, се надевам дека веќе има слух за такво нешто, дека веќе имаме најави дека ќе почне да се формира некоја база на податоци и покрај Рафаелов што беше случувањето. Така. Имаше чип, но немаше собственик. Така да мислам дека веќе се работи на тоа, дај Боже. Така да ние ќе се водиме според законите кои не ги налага државата, а ние малце поискусните ќе апелираме од нашето познавање како правилно да се изведе сето тоа. Да, доволно си ти и сите оние граѓански здруженија кои што се залагаат за и овие исти проблематики за кои што говориме повеќе од година во Телма 5. Се надам дека и следнава недела, па и следниот период кој што престои, ќе ги офатиме темите и сакам негде само и околу борбите за кучињата, тоа што би требало да апелираме. На кратко. Наши пријатели кои што ми ги другото се и администратори на страната колеги од Телма телевизија на утринска Телма, споделја неколку фотографии, можеби се некои постари, колку што знам ми спомена и така натаму, без разлика. Тетово е како локација дадена дека ги има најчестите борби на кучиња, тоа е вистина? Тоа е апсолутно вистина. Тетово и Скопје се местата каде што се одржуваат борби нелегални со кучиња. За жал, јас пак ја апелирам, тие слики се вистина, ако Министерството за внатрешни работи сака да го спречи тоа, и јас кажувам мора да го спречи тоа, нека погледне, имаат они увид во сите наши профили во Facebook. Доволно да направите на истрага и ова конечно да се среди голем бизнис е марши тоа. Како не? Меѓутоа станува збор за еден нехуман чин за јас имам неколку почнато клипови да гледам и си имам откажено. Исто. Дури ги имам и пријавено во полиција, до сега нема полицијата во Македонија направено ништо. За крај само, зошто толку народот и овие државни инстанции кои што би требало да се залагаат за овој проблематики се индиферентни во овој поглед? Кој е проблемот што толку се тоа се избегнува и се негира? Јас не сакам да верувам во приказката што слушам и што допира до мене дека познати луѓе од полицијата, од политичкиот свет се вклучени во тоа. Меѓутоа, јас пак ќе кажем, јас стално го кажувам тоа што го мислам. Јас ако добивам таква информација, јас јавно на мојот Facebook профил и на мојата страна ќе го обелоденам тоа со име и презиме. Би апелирал до државните органи. Тука ги повикувам активно друштвата за заштита животни да не бидат само Facebook здруженија. Така е. Дајте да искочиме на терен. Има многу луѓе кои сака да помогнат. Дајте да направиме некој си допис до полиција, некој си протест, ова да се спречи, затоа што ние само викаме на Facebook и напишеме статус, но не правиме ништо. Ова со години си трае, а тие кучиња се борат до смрт. И имаме смртни последици. Уште за крај само би кажал дека
мојот портал Купи Милник понесе на целата ситуација од овие фарми кои се повеќе се појавуваат. Иако е Купи Милник, во својот дел веќе од наредна недела ќе има една рубрика која ќе се вика Вдомиме, Добро. каде што Браво. представникот Купи Милник ќе биде присутен еднаш во неделата во стационарот Вардариште. И ние сите кученца кои се на вдомување ќе ги сликаме, ќе добијат бесплатен третман од кај мене, пред да се ги вдомат, бесплатно бањење, средување за сите кои сакаат да се вдомат кученца. Честитки за екипата која што создава Фала ти. само убави приказни Мислам дека во тоа е Скопје. доволен повод за некој кој нема парични средства да се купи расно куче. А сака да И има. јас ќе му го спремам Милник. кученцето, ќе му го извањам дома да му биде супер, само да си го вдоми. Ти благодарам за големото срце кое што го имаш и во веќе следната недела, можеби во понеделник, го имаме следното наше издание најново Дефинитивно. на Телма 5. Ти благодарам, Стефан. Фала и на вас. Во продолжение останувате со Телма телевизија.